Тоа бе поздравите. Преминуваме, односно продолжуваме, ако некој се сеќава, не верувам дека некој се сеќава со кое продолжение од Агапе, меѓутоа еве да ви кажам, 15-то поред. Јас рекол дека нема да има 20, сигурно, ама можно и да има, не знам. И можно и да, мислам сигурно ќе не фати и мај, па сега ќе видиме до кога ќе се одвива таа серија. И да почнеме со прво послание до Коринќаните, каде што вообичаено и почитуваме, каде што ни е суштината на оваа порака. Јас би читал од овој пат да се подсетиме од 4-тиот стих, па се таму до 7-тиот, каде што се наброени оние 15 атрибути на љубовта Агапе или карактеристики. Вели, љубовта долго трпи. И тука би заставно би кажал, тоа е една од карактеристиките на рибарите. Трпеливи се, луѓе страшно трпеливи. Она што јас, мислам, како рибар не би можел да бидам рибар, да зјапам во тапата со саати, некогаш. Меѓутоа, тоа е, рибарот е трпелив, рибарот е посветен на тоа што го работи. Тоа биле и Петар и останатите, затоа Исус ги искористил. И што друго сакав да кажам околу нив? Да, Зоран кажа разни мамци, нели? Меѓутоа, Исус кој ги повикал да ловат луѓе, не со мамци, туку со вистината да ги ловат. Тоа е една битна разлика, мислам. Али, ете сепак, со Божја помош, со водство на Духот Свети, како се дојде до одредена душа, а не се доаѓа кај секого на исти начин. Тука е потребна посветеност, трудолюбивост, трпеливост, секако. Значи, љубовта долго трпи. Зборувавме дори во 2 наврати за оваа битна карактеристика. Љубовта е милостива, или полна со добрина, другиот превод. Љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло, не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината. Се премолчува, тоа беше минатиот пат, или се покрива, во другиот превод. Се верува, тоа ќе биде за денеска. На се надева, се трпи. И вели, љубовта никогаш не престанува. Да поврземе малку и минатиот пат спомнав, може би ќе беше згодно да одржиме и цела една тема на проблемот со тоа колку ние премолчуваме, а видовме ке љубовта премолчува и покрива, но сме држале такви теми и верувам дека тоа не е кристално јасно, проблем кој што верувам дека, фала му на Господа, ако некој го нема, меѓутоа мнозината го имаат, да не премолчуваат. И спомнав минатиот пат и само еден момент, значи ќе спомнам на почетокот како вовет, значи да се навратам на она дека љубовта се премолчува. Да поврзаме со 2 стиха. Прво Петрово 4:8. Прво Петрово 4:8. Јас пак ќе повторам, ќе кажам, неколку пати кажав, ова е можеби лесно да се проповеда, ама е доста тешко да се живее. И затоа ни е потребна Божја помош, односно да, не е потребен Светиот Дух всушност, се сведува на Светиот Дух, преку Светиот Дух се излева таа љубов во нас. И само така можеме да бидеме овакви какви што е опишено овде во Коринќаните 13 глава. Иако овде Павле конкретно ова го запиша до Коринќаните. Коринќаните имале страшни проблеми. И нетрпеливи биле, и се воздигнувале и така натаму, и тоа допренесувало до лоши меѓучовечки односи, меѓутоа тоа се поуки и за секој од нас. И ние не сме на некое, кој знае какво ниво во поглед на меѓучовечките односи, а тоа е едно од најбитните работи, кога луѓето ќе дојдат, тие би се задржале и ќе бидат привлечени токму од љубовта и нашите меѓучовечки односи. Тоа е оно што највеќе ги привлекува. Така вели Библијата. Значи, ако се љубите помеѓу себе, по тоа светот ќе познае дека сте мои следбеници. Значи, реков прво Петрово 4:8, овој стих гласи: пред се имате постојана љубов меѓу себе, зашто љубовта покрива многу гревови.
Сличен стих имаме во Пословици 10.12, значи Стар Завет малку, Пословици 10.12, оние практични изреки или пословици на мудриот Соломон. 10.12. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Кажавме минатиот пат, не дека љубовта ги покрива гревовите. Љубовта не го оправдува гревот, како што и Бог не го оправдува гревот, но љубовта прави се за да го заштити грешникот, да го покрие, а не да знаат сите, да чујат сите што направил и да му се сруши угледот на тој начин. Љубовта покрива, љубовта се поставува заштитнички, љубовта премолчува. На тој начин, помагајќи му на грешникот, да не се расчуе тоа надалеку, значи колку повеќе се расчуе, толку потешко го доживува секој тоа нешто. Па сите ние сме биле, можеби, на некој начин жртви на такво нешто, значи на ширење на муабети. Значи, озборувањето како проблем наместо заштита, всушност грешникот го разнесува на секаде и му се руши угледот. И минатиот пат спомнав, јас сега накратко само ќе го спомнам племето Дан. Од 12-те племења кои што произлегуваат од Јаков, единствено ова племе Дан е исклучено и го нема во Откровение. Од 12-те апостоли во Новиот Завет, единствено Јуда е тој кој што отпаднал. И сега интересно, меѓутоа Дан, племето Дан и самиот, племето Дан и Јуда имаат доста заедничко. Околу Дановото племе. Се сеќавате во времето кога се разделило царството на северно и јужно, Јеровоам е тој кој што завладел со оние 10 племења од северното царство, и се сеќавате кај поставил телиња, значи свој богослуженија, во Ветил и во Дан. Тој е градот кој што го носи името токму по Дан, по Дановото племе. Лаис се викал, затоа може да читате во Суди 18 глава, каде испотепале се живо таму еден мирен народ, за да дојдат до земја своја, Дановото племе. И не тоа само, туку први биле кои што прибегнале кон идолопоклонство. Токму таму во Дан, во Лаис, кој што подоцна ќе се нарече Дан, се среќаваат со еден левит кој што имал кип кај себе, уште не знам што таму, оној надплекник или што беше, и го зеле кипот и почнале да му се поклонуваат на кипот и да си створиле своje богослужение, слично нешто како Јеровоам, наспроти свештеничкиот ред, наспроти богослужението кое што се одвивало во Сило тогаш, таму бил Божиот храм. И не е тоа можеби најбитната карактеристика, меѓутоа најбитното за Дан е она што е запишено во Битие 49 глава. Значи да отвориме во Битие 49. Минатиот пат го спомнавме, че една од најбитните карактеристики вели, како прво во 16 стих, значи Битие 49, 16, 17. Зошто се вика Дан како прво? Што значи Дан? Суд. Од Данијел, нели, Бог ми е судија, меѓутоа, што го има Ел. Овде имаме само Дан. Вели 16 стих, Дан ќе го суди својот народ, како секој израелево племе. Меѓутоа, едно е да судиш, како што треба да судиш, како што Бог бара, а друго е да ги судиш своите браќа, да ги осудуваш своите браќа и сестри, она што всушност го прави ѓаволот. И сега 17 стих е оној кој што е интересен. Дан нека биде змија на патот, отровница покрај патека, што ќе го касне конјот за ногата, така што јавачот ќе падне наназад. И ова токму асоцира на она озборување, рушење на угледот на човек. Значи, правење нешто да го бутнеш ближниот или било кој, место да го подигнеш, место да го заштитиш, место да му помогнеш. Значи, како змија, знаеме што е, кои се карактеристиките на змијата, значи лукавост, препреденост, која што ќе го касне конјот за да падне конјаникот, јавачот. Толку околу Дан, накратко, само реков. Јуда,
Ајде да видиме што слично може би има Јуда кај себе со Дан. Читам од Коптежот на вековите, од овој превод што е на Часлав Дичевски и Миле Павловиќ. 554 страна, или тоа е главата за Јуда, че предавникот Јуда носи наслов таа глава, 76 глава поред. На 554 страна е што запишал Елен Вајд. Јуда бил високо ценет од страна на учениците и тој имал големо влијание врз нив. Значи бил високо ценет и имал големо влијание врз нив. Самиот тој имал високо мислење за своите способности. Имавме во пуката примери споредба на ѓаволот со Исуса. Имал високо мислење за своите способности, а подолу ќе пише Елен Вајд дека бил слеп за собствените слабости. Значи, пазите, човек кој што бил слеп за собствените слабости, а имал високо мислење за своите способности. И на своите браќа гледал како на многу по-инфериорни од него во поглед на расудувањето и способностите. И сега што мислел? Има тука наведено неколку од учениците што мислел за нив. Мислел дека тие не ги гледале своите можности и не ја користеле предноста на околностите. Според негово мислење, црквата нема никогаш да напредува со толку кратковиди луѓе како водачи. Петар бил изборлив и делувал без размислување. Така си мислел Јуда и не дека бил далеко од вистината, ама знаете, поентата на овој текст е Петар е ваков, ово е таков, тој е таков, никој не вреди, само јас вредам. Некоја сте биле во искушение да паднете на вакво нешто. Јас сум бил. Да ви кажам право, јас сум бил. Значи, тоа е духот на Јуда. Да век никој не вреди. Ама јас, секој вреди во собствените очи, кога е слепнели за своите слабости. Според негово мислење, значи, црквата нема никогаш да напредува со вакви кратковиди луѓе како водачи. Петар бил избавлив и делувал без размислување. Јован, кој како драгоценност ги чувал вистините кои паѓале од Исусовите устни, според мислењето на Јуда бил слаб финансиер. Матеј воспитан да биде точен во се, многу внимавал на честноста и секојаш размислувал за Христовите зборови и бил толку обземен со нив, па според мислењето на Јуда бил неспособен за каква било остроумна и далекосежна работа. И покрај тоа што е Матеј има своји доблести, Јован своји доблести, Петар можеби немал толку, биле видливи оние негови негативни страни, сепак Јуда ги оцрнува овде. Не вредат во негови очи. Така, Јуда ги резимирал сите ученици, па си ласкал себе си дека црквата често би се нашла во тешка и непријатна ситуација кога не би била неговата способност за вешто управување. Јуда се сметал себе си за толку способен човек што никој не можел да го надитри. Според неговото мислење, тој представувал чест за делото и секој се прикажувал како таков. Видите, ваков човек кој што им залепил етикети на сите своји браќа, е човек кој веројатно многу оговарал. Многу се занимавал со другите, не се занимавал со себе, но со другите. Гледаме големи сличности, значи гледаме до што доведува еден ваков дух, дух на озборување. Дан исклучен како племе, и Јуда исклучен од учениците. Самиот се исклучен и самиот на крајот трагично завршил. Значи, тоа е она што е спротивно. Кога озборуваме, го правиме она што е спротивно, она што сака Господ да го правиме, односно спротивно на она што љубовта го прави. Љубовта премолчува се, љубовта покрива се, љубовта е заштитничка, љубовта сака да го заштити грешник. Па макар и што да направил. Нормално не толерирајќи го греот. И видовме минатиот пат оној пример со Марија Магдалена, кога Исус си рекол, и јас не те осудувам, не ги осудил дури ни останатите, а и рекол на Марија Магдалена, оди и не греши повеќе. И сега доаѓаме до карактеристиката дека љубовта верува се. И овде сега мора на почетокот да кажеме што ова не значи. Значи, љубовта верува се. Како ќе осватиме ова? Некој ќе рече, па зарем љубовта е наивна, па се верува. Не, значи тоа е она што не значи. Љубовта не е наивна. Видовме од претходниот стих, љубовта добро разликува што е правда, што е неправда, што е правда, што е вистина, што е добро, што е зло. Тома работа, па Бог е љубов, зарем Бог е наивен, зарем Бог не знае да разликува. Значи, ова не значи дека љубовта е наивна.
Љубовта не верува во невистини, љубовта не верува во лажни доктрини, љубовта не им верува на лажни учители. Ќе видиме подосно што значи тоа верува во се и во кој смисол. Значи, оваа глава е практично, попрактично не може да биде прва по Коринќаните. И токму највеќе акцент става на меѓучовечките односи. И тука, кога се веле љубовта верува во се, токму се однесува на нашите меѓучовечки односи. Да читаме Пословици 14.15, околу тврдењето дека љубовта не е наивна. Пословици 14.15. Глупавиот верува на секој збор. Че љубовта не е далеко од ова. Љубовта не е глупава. Глупавиот верува на секој збор, а умниот внимава на својот чекор. Значи, навистина е глупаво да веруваш во се и на секого. Напротив, што не поучува Светото Писмо во прво послание до Солуњаните 5.21? Прво послание до Солуњаните 5.21. И не заборавам да спомнам, кога ќе го спомнам овој стих, дека бев обвинувам во Велес дека ги учам верниците ова што го учи овој стих. Ова Библијата го учи. Значи, еве што кажува стихот. Прво Солуњаните 5.21 вели, испитувајте се. А мене ми обвинуваа зашто сум ги учил верниците да испитуваат се. Па тоа е Библијата. Испитувајте се и задржувајте го доброто. Држете се на доброто. Че љубовта таа која што испитува, значи не е љубовта наивна. Не може љубовта сега да каже, знаеш што, овој зборува невистина, ќе отидеме во евангелска или не знам кај црква и во адвентистички може да слушате невистина и ќе речете да седиме тука и ќе ослушаме. Од љубов ќе ослушаме. Во ред, ако имате таква способност, како што вели Даг Бачелор, да ја јадете лубеницата, да ги плукате семките, во ред. Ама, сепак, тоа е опасно место. Љубовта знае што е вистина, што не е вистина. Значи, испитувајте се, задржувајте го доброто. Отфрлете го злото. Љубовта прави разлика. И 1 Јованово 4.1, познатиот стих, 1 Јованово 4.1. Испитувајте ги сите духови, нели тоа беше 1 Јованово 4.1. Возлюбени, не верувајте му на секој дух, туку испитувајте ги духовите, дали си од Бога. Зошто? Зошто многу лажни пророци излегува во светот. Имате лажни учители еден куп. Значи, љубовта не е наивна. Не можете да верувате на секој и на се. Пример, ако ви дојде некој овде и мириса целиот на алкохол, гледате дека и тешко одржава рамнотежа и ви вели, дајте некој денар, децата дома ми страдаат за леп. Нема да бидете сигурно толку наивни да земете и да му помогнете, нели? Да му дајете пари, затоа што предпоставувате дека ќе ги искористи за некој пиво или за било што. Значи, сепак љубовта разликува. Не може да верува на се, не во таа смисла. Или, имате такви многу примери, не мора да се задржуваме на тоа. Значи, во суштина, тоа треба да го запамнеме. Значи, дека љубовта не е наивна, прво. И второ, што значи сега ова, љубовта верува во се? Значи, љубовта се фокусира на позитивните работи кај другиот, не на негативните. Го гледа најдоброто, ги гледа доблестите, а не слабостите. Ги прифаќа најпозитивните мотиви за некоја постапка. Еве, ќе видите некој брат и сестра нешто прави, и сега обично сме склони да си правиме филм како таа сестра и сега ова ќе го направи. Нешто негативно. Едноставно ѓаволот не води кон нешто негативно, да мислим. Љубовта не го прави тоа. Љубовта верува во се, во таа смисла што верува дека сепак тоа што го прави таа сестра или брат е нешто позитивно. Значи, секојаш е склона да верува да гледа на позитивностите. Замислете си, ако вие се задржувате само на негативностите и слабостите кај другите. Елен Вајд, знаете што вели во патот кон Христа?
Ако тоа го правите, нема да ви биде можно да ги сакате како што Господ ги сака. Нема шанс, значи само негативности, само негативности. А мора да бидеме искрени да кажеме дека највеќе можеби со тоа се занимаваме. Се сеќавам на една мисла на брат Винко, знаеш да каже, ако имаш да кажеш нешто лошо за братот, затвориш ја устата. Ако имаш некоја пофалба да кажеш, качи се на кровот и викај на цел глас. И наистина тоа е љубовта. Матеј 7 глава. Следната сабота имам поука и може би ова ќе биде опфатено, значи, затоа што насловот на поуката беше проповета на гората, блаженствата, значи, може би ова ќе биде опфатено, затоа што ова е дел од тоа. 7 глава Матеј, познати стихови од 1 стих до 5, и се собраа околу него фарисеите и некои од книжниците кои беа дошли од Ерусалим. Значи, фарисеите како оние кои што навистина ја немале љубовта за жала агапе, и еве во што упаѓале. И видува дека некои, се извинувам, Марко читам, значи Матеј 7 глава. Матеј 7 глава, не судете, за да не бидете судени. Зошто со каков суд судите, со таков ќе ви се суди, и со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. Дали го сваќаме ова? Ова е сериозно. Значи, ако јас мислам дека братот е таков и таков, ја всушност, односно Господ на мене гледа и ме мери под истата таа мерка. Јас самиот се осудувам по тој начин. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат? Еве онаа склоност, обично да ги гледаме слабостите кај другите, а не ги гледаме кај себе, како што еве Јуда, да речеме, се фалел со своите доблести, со своите вредности, ама воопшто не ги гледал, бил слеп за своите слабости. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а не ја забележуваш гредата или шумата во твојот око, може би некојаш? Или како ќе му речеш на брата си, дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, а пак ете во твоето око има греда. Лицемере, извади ја првин гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на брата си. Ова е она што не е љубов. Љубовта не гледа вака. Љубовта не суди, љубовта секој се задржува на позитивното. Кај другиот, ќе истакнува доблестите. Може да си поставиме вакво едно прашање, значи, секој од нас е грешник, секој од нас знае да падне. Како кога вие ќе паднете, гледате на себе во тие моменти, со кои очи гледате? Дали се осудувате онака остро или пак се викате, па нешто, ќе биде следниот пат. Дали така исто гледате кога некој друг ќе падне? Обично сме склони да кажеме, него бива, ќе дигнеме раци од него или било што, или ќе го разнасаме кај другите, или не, тоа не е љубовта. Значи, еден пример. Љубовта се задржува на позитивното, на доблестите. Верува во се, во таа смисла верува во се. Втора работа, љубовта одбива да верува во лоши вести за другите. Значи, кога слушнете некоја лоша вест, може би не обожавате да озборувате, меѓутоа ќе дојде некој онака од прва, нема ни да осетите што сака да каже, ќе каже нешто. Некоја лоша вест за братот и сестрата. Љубовта одбива да верува во лошите вести за другите. Зошто? Затоа што како прво, јас се учам барем на тоа, до некаде може би има некој напредок кај мене, односно, обично ми е тоа правило, меѓутоа сите ние сме слаби и можеме да паднеме на тоа. Ке слушнеме за некој нешто, од рекла казала, од трета, од четврта, од пета, од кој знае од која